Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Бура на македонската политичка сцена. Јавната кавга помеѓу Христијан Мицковски и Никола Груевски, меѓутоа и тајната кавга помеѓу коалицијските партнери во владата Алијанса за албанците и СДСМ и дополнително кашата која што на сите се чини им ја свари лидерот на ДУИ Али Ахмети со јавните прозивки дека имало тајни средби за измени на кривичниот законник со Никола Груевски, Зоран Заев и него се чини ја доведе политичката состојба во земјава до ескалација. Кој е придавник, а кој патриот во ВМРО ДПМН? Дали Никола Груевски ќе му ја подели партијата на Христијан Мицковски или пак поранешниот генерален секретар ќе ја исчисти партијата од поддржувачите на почесниот претседател? Има ли зошто СДСМ да се сити кога се ниша и незиниот владин двор, особено по заканите за оставка од министерот за правда Кренар Лога, меѓутоа и по јавното спротивставување на дури 7 пратеници од Алијанса за албанците кои што не гласаа за измените на кривичниот законник. До каде е спремен Димитар Ковачевски да оди со амнестиите за да стигне до 8 гласа плюс за Уставот, но и дали евентуалната амнестија за 27 април ќе го извади Арвен Таравари надвор од владата. Ова се сите оние прашања кои што деновиве се особено актуелни, меѓутоа се актуализираат или ескалираат по оние секојдневни јавни прозивки и приписки на социјалните мрежи помеѓу Груевски и Мицковски. За сите овие прашања вечерва ќе дебатираме и ќе бараме одговори. Јас сум Дужица Мрѓа, вечерва во 24 анализа, дебата со оние кои што на крајот од секоја приказна ќе треба да го голтнат она што ќе им го сварат или сготват политичките лидери. Значи, во Македонија тоа се секогаш пратениците. Халил Снопче, Алијанса за албанците, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН, добро вечер, добро дојдовте. Добра вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Дарко Каевски, СДСМ, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Многу е актуелно и интересно политичко во секојдневие, како што би рекле дел од политичките колеги новинари кои што многу одамна заедно следиме политика, е конечно нешто интересно се случува во политичката сцена. Верувам дека кај вас не е многу интересно во партиите. Господи Стојановска, стартувам секако со вас. Доаѓате директно од Централниот комитет на партијата, кој што беше свикан вчера за денеска. Дали му се заколна председателите на комитетите, односно членовите на Централниот комитет не се председатели на комитетите сите на верност на Христијан Мицковски? Па не стасав до таму, затоа што морав на почеток на Централниот комитет да напуштам седницата за да дојдам во оваа емисија, но со оглед на имавме 2 полни дена да ги видиме реакциите во јавноста, воопшто не се сомневам дека Христијан Мицковски би имал некој проблем со членовите на Централниот комитет, кои што нели се кој дел по функција, дел доаѓаат сите од различни краишта на Република Македонија, различни општински комитети, така да состојбата во ВМРО ДПМН е многу јасна, уште постабилна би рекла, испровоцирани од актуелниве настани. Нема зима за ВМРО ДПМН. Јас имав еден статус пред некој ден, напротив, вакви провокации само нас уште повеќе не мотивираат да издржиме и да не подклекнеме на ниту еден удар, внатрешен, надворешен, без разлика. Сепак, членството и самите кажавте се надпреварува со лајкови, па се бројат лајкови, кој статус повеќе има лајкови и така натаму. Да, дури денес си на вести видов спикерката кажуваше кој пост, колку лајкови собрал. Очигледно интерес голем. Дел од пратениците, барем она што успеав јас да проследам на Фејсбук, го шеруваат тој фамозен статус на Христијан Мицковски со поддршка за него, меѓу нив бевте и вие. Сепак вие не сте од така нареченото ново крило во ВМРО ДПМН со Христијан Мицковски, бевте функционери во времето на Никола Груевски. Точно. Бевте кандидат за градоначалник токму по избор на Никола Груевски. Реално ве прашувам,
колку може, не може да се негира дека воопшто Никола Груевски има влијание во ВМРО-ДПМН, но колку тоа влијание е доволно за да ви ја подели партијата, да ви се случи некоја панорама 2, например? Далеку од тоа, инаку точно тоа е факт дека јас и заедно со актуелниот председател Христијан Мицковски бевме дел од предпоследниот состав на извршниот комитет на Никола Груевски, но знаете, јас како гледам на тие работи, изборот на председателот, јас го гледам како давање на шанса за вие да дадете додадена вредност во партијата. Ние сме ја прифатиле таа шанса и сметам дека сме оправдале довербата која што сме ја добиле и таа позиција никако не ја гледам кога некој ќе ве избере и ќе ви додели шанса, дека треба тоа да го свати како дека има и врз вас влијание утре или ве поседува на некој начин и може да повлијае на вашите ставови, мислења, бидејќи во најавата кажавте пратениците се тие кои што го голтаат она што ќе им го сготват председателите. Јас не би се согласила тука, бидејќи јас сум политичар кој што секогаш и во секое време сум го кажувала мојот личен став, доколку се случило да бил погрешен, од временска дистанца сум се коригирала, но секогаш сум имала храброст и смелост својот став да го кажам без разлика за кој лидер и да се работела. Значи, ако дојде да бирате, ќе го изберете Мицковски? Мицковски е актуелен председател на ВМРО-ДПМН и кажав, довербата што сум ја добила од Никола Груевски, јас сметам дека сум ја оправдала. Впрочем и Христијан Мицковски ја доби поддршката од Груевски за да биде кандидат за негов наследник. Така Па и Груевски ја доби своевремено од Љупчо Ѓорѓиевски, па знаеме како заврши но за жал актуелната состојба е да двајцата бивши председатели на ВМРО-ДПМН, едниот отворено, едниот еве дознавме тајно, работеле против партиските интереси. Во моментов, ако целта е, без разлика дали на Груевски, на Али Ахмети или на Социјалдемократскиот сојуз, на Македонија да ја разнишаат пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, многу се лажат, напротив. Токму ова ми е последното прашање, па ќе ви дадам збор. Во тоа фамозно интервју за ФАЦ на Мицковски има еден сегмент каде што тој вели дел од поддржувачите на Никола Груевски во партијата. Колку пратеници, поддржувачи има Никола Груевски во партијата? Јас сметам дека оваа пратеничка група е по избор, односно одобрување на Христијан Мицковски. Ова е пратенички состав од последните избори 2020 година, до тога што и 2,5 години беше председател на ВМРО-ДПМН, така да точно е дека во нив има, например, 9 пратеника од минатиот состав. Тоа сакам да кажам, има и од времето на Никола 9 пратеника од минатиот состав, што апсолутно не значи да вие почитувате лидер, не значи дека вие сте му понижен следач. Лидерот на партија постои заради членството, а не обратно. Партија е здружение на граѓани, кои што се со иста политичка цел и идеали. Ако членството го нема, тогаш чуму би бил председател. Ке зборуваме повеќе на оваа тема. Кајски деновиве впечатокот е дека така малку порелаксирано си фаќате сеир за она што се случува во ВМРО-ДПМН. Иако на секоја изјава Мицковски ја споменува како вели оската дуи СДСМ Никола Груевски со цел да му ја поделите партијата и да ги убедите тие 8 фамозни некои пратеници да гласаат зашто ви не достигаат. Најпрво, има ли простор за сеир кога, да речеме, во вашата партија поранешниот и актуелниот председател, барем според информациите, комуницираат само преку посредник? Прво, тоа како комуницираат може да ги прашате, но со оглед дека постои комуникација на сите нивоа и со поранешни функционери СДСМ честопати и раководството се консултира, споделува работи со поранешни функционери, тоа покажува за големината на партијата. СДСМ како партија од секогаш носела и храбри одлуки. СДСМ е единствената партија која што својот председател го бира на непосредни избори, каде што сите членови гласаат и тоа покажува за големината на партијата и за големината на носењето и на одлуки, но и на натрепартиската комуникација. Во делот на она што се случува во ВМРО-ДПМН, ние и во текот на една претходна емисија на еден друг медиум кажав дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не треба ВМРО-ДПМН да се обидува да го втурне и да го вмеша, и тоа е воспоставена пракса која што го имаат нашите опоненти. Секогаш кога им се случуваат вакви поделби, им се случуваат многу често по разни прашања,
Они имаат една иста реторика, СДСМ имале тајни средби, немале функционери, председател, и ќе направиме на паралела, тоа се случуваше и со актуелната градоначалничка на град Скопје, кога се фатија со рацете во медот кој колку и повеќе украл или не украл. Првата изјава која што дадоа, има тајни средби, па потоа не знам преку посредници се гледале, и тоа е се со цел во насока, се извинувам, во насока да се одлече фокусот од она што се случува, а тоа е фактот дека во ДПМН има и текако неконзистентен став и нема една кохезија по разни прашања, и тоа го кажувавме и го напоменавме во многу наврати. И само како една мала реплика на мојата колешка која што е сега искажа дека 9 пратеника биле од претходното раководство, со оглед дека ситуацијата во која што се наоѓаат и како јасно се гледа дека се бројат, се пребројуваат, се на некој начин се жигосуваат, си кажуваат кој со кого е. Мене лично, ако ме прашате, јас не знам колку пратеници од актуелниот пратенички состав кои што доаѓаат од редовите на Социјалдемократскиот сојуз били во претходниот мандат, затоа што едноставно не ја знам точната бројка и не сум ги гледал, не сум правил такви анализи. Можам да ви кажам дека никој од нив не е на листата од Ковачевски, сите заедно ги сте. Но анализата која што се очигледно е дека е правена во ВМРО ДПМН и таквото пребројување и таквите поделби се во голем број на ситуации, ние и во изминатиот период ќе го повторам затоа што е многу важно, потенциравме дека постојат структури во ВМРО ДПМН кои што се за европскиот пат на државата, кои што велат дека блокадите и она изолација која што ја нуди како опција актуелното раководство на ВМРО ДПМН не е добро, и тоа во многу често и во вашиот медиум и во вашите емисии сме го кажувале и продолжуваме да го кажуваме, затоа што факт е дека постои структури и политичари, проевропски политичари во ВМРО ДПМН кои што велат дека државата мора да продолжи по европскиот пат и нашата држава до 2030 треба да стане членка на Европската унија. Се обидувате ли да стигнете до тие структури преку пазар за слобода за Никола Груевски? Јас и во текот на мојата вчерашна пресконференција апсолутно кажав, ниту сме имале, ниту ќе имаме било каков контакт, и за Никола Груевски има актуелни постапки. Во моментот кога ќе стапне во државата, ќе треба да отслужи казна затвор согласно правосилни судски одлуки, така да тоа се само повторно ќе кажам дефокус кој што се обидува да го направи ДПМН, се со цел да направи еден дефокус на она што реално се случува во партијата. Како политичка партија и понатаму ќе продолжиме да разговараме со пратениците, затоа што наша најважна агенда, кога ВМРО ДПМН велеше дека оваа 2023 година ќе биде година предвремени избори, ние велиме оваа година ќе биде година на уставни измени како предуслов за продолжување на европскиот пат на државата. И тоа е нашиот главен фокус и ние и понатаму цврсто стоиме на тој фокус и секако делуваме бидејќи сакам исмопче да го внесеме за уставот ќе зборуваме. Делуваме за да продолжи европскиот пат на државата. Дека имало тајни средби со Никола Груевски, вашиот поранешен лидер Зоран Заев, кој што ја демантираше, кажа вашиот актуелен коалициски партнер Али Ахмити. Имаше демант од нашиот поранешен председател господин Зоран Заев, каде што даде демант дека имало било какви средби или било какво нешто се разговарало за било каква амнестија. Тоа се шпекулации и дезинформации, повторно да не се повторувам. Тоа е обид за дефокус на она што реално се случува во ВМРО ДПМН, односно поделбата и расколот по сите основи, по сите прашања. До пред 2 месеци кај вас имаше преписки дали Зоран Заев гурива Димитар Ковачевски или Димитар Ковачевски гурива? Не знам од каде ги црпите и каде ги гледате тие преписки. Она фамозна широка влада и така натаму. Повторно ќе кажам, тоа е на ниво на шпекулации кои што произлегува како информации, во јавноста. Пак ќе кажам, како Социјалдемократски сојуз постојано сме во контакт со голем број и актуелното раководство, со поранешни раководства, се со цел да се носат мудри одлуки во вакво едно важно и исклучително време, затоа што државата се наоѓа пред еден сериозен тест дали ќе продолжи напред кон нешто што значи иднина и просперитет или ќе се врати назад во изолација и темна минута. Ова значи дека комуницираат меѓу себе Зоран Заев и Димитар Ковачевски? Кога ќе дојде актуелниот председател или поранешниот председател на некој ТВ интервју, можете слободно ги прашате дали комуницираат. Поканете се веќе подолго време, очекувам Мислам дека, но ако направиме една паралела, она што се случува во ВМРО ДПМН го гледаме низ сериозни
Јавни преписки. Јавни преписки, статуси кои што ги имаат и Никола Груевски и Христијан Мицковски, тоа таквиот раскол е очигледен и се гледа. Сето друго. Господине Снопче, вашиот барем за сега кај вас нема јавни некои поделби на вакво ниво. Меѓутоа, она што е информација или подолг период се врти во кулуарите политички или во круговите политички, во поделбата на министрите и имињата кои со кого е поблизок и така натаму, е дека партијата, дел од партијата е на Арвен Таравари, другиот дел се уште Зијадин Села има големи поддржувачи и дека сериозно му се слуша зборот, односно се меша во клучни одлуки. Како е внатре? Се обидува ли Села да го саботираат Таравари? Легитимно е прашањето, пошто гледаме дека во политичката сцена се случува еден спектакл, значи ова е спектакл, кај што се сите учесници, само Алијанса за албанците е посматрач. Значи, сите се учесници во спектаклот, и албанска опозиција, и значи, македонска опозиција, власт и така натаму, само Алијанса за албанците е посматрач во овој спектакл. Ја во едно интервју, значи пред да се случи ова работа кај еве што прашате и господин Кајски и господја Стојановска одговорија, пред да се случат овие превирања, дадов интервју за случувањето во албанската политичка сцена, кај што именував дека се случува една чиста политичка оргија. Значи прашањето беше слично на вашето прашање, дали има огнена група во Алијанса за албанците, и мојот одговор беше едноставен. Значи епистемиолошки сме наклонети да веруваме дека такви работи се случуваат насекаде. Па веќе на јавна, порано кога беа на тајна сцена, сега веќе јавно се случува. Океј, не, вие поставате прашање за Алијанса за албанците. Да. Значи наклонети, меѓутоа да ги гледаме фактите. Сега Села се меша. Па се меша пошто тој се уште е пратеник. Тој е председател на Централното собрание. Не оти се мешам, ќе десува политички, као јас сум дошол во ова интервју и ги бранам ставовите на Алијанса за албанците. Ја имам полно несогласување со партијата. Меѓутоа, фактички, ја ги бранам ставовите на партијата што ја представувам, пошто во име на таа партија сум избран како пратеник. Значи, тоа е факт. Види се, факт е дека кај Алијанса за албанците се направи успешна транзиција на лидерот. Значи, избравме нов лидер, и стариот лидер продолжи да биде еден од столбовите на партијата, значи, председател на Централно собрание. Нашите 8 пратеници биле компактни и за време кога бевме дел од опозиција, до пред 6-7 месеци, колку помина време, и сега. И затоа реков, легитимно е прашањето, пошто епистемолошко се наклоните и вие да верувате дека такви нешта се случуваат и кај нас. Ама ја реков, во овој спектакл не учествуваме. Значи, исто како што не учествувавме и во спектаклот со кривичниот законник. Значи, имаше една тенденција да се префрли вината кај министерот за правда, дека тој можел да блокира, и на вистина, за волја на вистина, тој блокирал неколку месеци, пошто ми има кажано уште пред неколку месеци дека има тенденции и барања кон него да го процесира овој закон, и да дојде до една точка кој што стварно веќе ние како ние немаме механизми кога сите страни се заинтересирани да помине тој закон. Значи тој закон може да го предложат и пратеници. Значи дојдовме до точка да се повлековме. И кога се повлековме, ние јасно и експлицитно изјавивме дека нашите 8 пратеници нема да гласаат ни за ни против. Тоа знаеа сите. Да, ама останате кворум да направите во салата. Сега, види, кога сме до кворумот, пази сега. Кворум ние не направивме. ВМРО вика, ние не направивме, вие викате, ние не направивме. Ајде, го видиме листингот, пошто го чепнувате ова прашање. Ако го видиме листингот на гласачите, 48 гласале за, 36 гласале против. Значи 48 пратеници гласале за. Ако опозицијата била компактна и заинтересирана да не помине законот, ќе дојдоа сите 55 опозициони пратеници ќе гласаа против. Не беа. Сакате да набравам кој се не гласал. Види, од албанската опозиција кој што жестоко го напаѓаат Кенар-Лога, ни еден пратеник не дошол да гласа. Значи трите пратеника од партија на Изет Меджити, Коџаџику и Касиот Реџепи не гласале. Двајцата пратеници колку што останале кај алтернатива Африм Гаши и Сафие Шаини не гласале и единствениот пратеник од Беса Фадли Зендели не гласал. Сега Кенар-Лога виновен, па не може да биде Кенар-Лога виновен, дојди гласај против ако си против. Од македонската опозиција, двајцата пратеници од левица не гласале. Павле Трајанов не гласал. Види, Павле не е опозиција. Опозиција. Се уште е добро, нема официјална врска. Еве да речеме, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПН, Никола Мицевски. Оправдано отсутен.
Не гласал, во ред, Оправдано не гласал отсутен, против. ама не- Генералниот ама не секретар може- Сајковски не гласал. Председателката на Не Сојуз може на вие жени да кажувате не гласала. за оправдано отсутни не гласале. Ама, Кажете дека Татино, ваш не пратеник те- кој што бил тука присутен се изјаснил воздржан, а останати присутни никако не Ама, се ти дозволи ми да се изјаснам. Ама немој да спекулираш. Но зошто да спекулирам? Овие Не се факти. гласал зашто не бил присутен, за разлика од ваша страна каде што имало присутни, а никако не гласале, а еден гласал воздржан. Дозволим, Тоа ќе ми кажи дозволиш? го. Ќе ми Да, дозволиш? да. Значи, без ова што кажува колешката Дафина Стојановска, еве, ја не бев ни присутен, не направив ни кворум, отсутен бев. Меѓутоа опозицијата кога зборува, кога критикува, треба да биде присутен, да гласа Беше присутна против. и гласаше Значи, против. факт е дека Никола Мицевски не гласаше, Оправдано отсутен. факт е дека Сајковски не гласаше, Оправдано отсутен. факт е дека председателка на Сојузот на жените не Оправдано гласаше. отсутни. Сега Крена Лога бил виновен. Знаете ова на што личи? Ова личи, значи има една тенденција да позадината да се прикаже со дефекти. Значи ние сме направиле интегрум, една целина, се споиле сите во таа целина, значи ајде власта освен Алијанса што гласала и опозицијата што сега глуми не гласале оправдани отсутни и така натаму, Не една глуми. целина сега префрлува вина кај Алијанса за албанците, која што единствената партија, која што ја реков, не учествуваме во спектакливе, сме само посматрачи, што нема ниту еден скандал, не е влезена во ниту една коруптивна афера, не направила ниту една блокада за оваа држава. Значи сите други партии кои на некој или на друг начин се направиле на некој начин лоши дела, еве така едноставно да речам, сега напаѓаат Алијанса за албанците. Значи тоа е факт. Отворивте материјал за кривичниот, сакав малку подосна, само што ова. Кога сме више дека Алијанса не учествува во спектаклите? Каков беше спектаколот во вторникот, кога министерот за правда Крена Лога со спектакли, со драми, најави оставки, се закани со оставката на влада и ја напушти владата, а после до вечерта го смируваа дали Артан Груби, дали Миле Зечевич има информации и така натаму. Знаете Зошто? што? И дали оставката беше само за уцена или реално Алијанса размислува за оставка на Крена Лога? Знаете што, една ваша колешка новинарка вчера ми се јави и ми постави вакво прашање, што бидна со Крена Лога, ја реков не знам. Како не знаеш, вели, кога цела пратеничка група била канцеларија кај Крена Лога. Значи ваша колешка, може и со име да ја Не, без имења на луѓе што не се тука, посебно не новинари. Во ред. Ама што сакам да кажам? Значи тоа и по законите на релативност на физиката не е возможно. Пошто цела пратеничката група беше во собрание, имавме пленарна седница. Ама, господине- Значи, фактички овие се шпекулации и Господине озборувања. Луга, Значи дека- сите сме паметни, Господине значи јас со Крена Лога не сум ни разговарал. Господине Стопче, Ја не прашувам нешто. Дека имало најава за оставка на влада, имало. Ама добро бе, види. Дека не се реализирала, не се реализирала. Океј, ама види- Дека не е прв пат, не е, бидејќи имало и напишана оставка за кривичниот законник, ама и таа не се реализирала. Види се. Значи очигледно имате ова сериозни и суштински работата со несогласувања со оставката, СДСМ. работата со оставката предпоставувам, еве види. Најискрено кажувам дека со Крена Лога не сум разговарал пошто не му се јави. Ако тој смета дека не е потребно да ми се јави да ми кажува што се случува, и ја не му се јавувам да го прашам што се случи. Меѓутоа, тие препукувања што се случуваат во владата се слични на препукувањата што се случија преска помеѓу мене и Дафина Стојановска. Значи, такви препукувања нормално дека ќе има. И јас сум имал незадоволство. Ти знаеш, си ја следи состојбата со Коњаре, А 24 неколку пресконференции. ја следаш, Значи, јас јас сум се заканил со интерпелација до министерот и до економија и за екологија. Ако не ја го решаваат проблемот, ќе покренам иницијатива за интерпелација. Значи, овие се политички методи на действување, се разбира. Меѓутоа, овие политички методи се во насока на доброто на граѓаните. Значи, да донесеме нешто, да излеземе од овие спектакли, спектакуларни работи што се случуваат. Значи, Значи, нормални Лога работи. оценувал со оставка за да му помине законот за амнестија, колку што ве разбрав. Не, ја не знам што се случува, тоа вие го кажувате. Користел политички метод, како што веле. Тоа, па и тоа политички метод, зашто не е политички метод? Вие зборувате за амнестија сега, вие зборувате за, види, ние зборуваме за Никола Груевски. Па кој е бе Никола Груевски? Никола Груевски е еден осуден. Живее луксен живот во Будимпешта таму, не знам што, ние се уште зборуваме за Никола Груевски. Па кој го пушти да го избега Никола Груевски? Алијанса за албанците дали го пушти? Пример. Знаеме кој го пушти, тоа беше соработка, тогашната власт и ВМРО. Кој го пушти да избега Мијалков? Дојде дава изјави пред новинарите пред да го видат полицајците. Има ви го Значи коалицијскиот овие се партнер на овие се власт, спектакли се душице. Овие се спектакли што се случуваат. Значи легитимно е да се ангажираме и со условување за реализација на некој проблем.
да излеземе опресен на граѓани на коње, да речеме, што јас сум се заканил со интерпелација кон министрите. Значи тие се граѓани што не гласале за мене. Не гласале тие граѓани за мене. Меѓутоа тие имаат проблем. Дури имам закана за кривична пријава од некоја фирма што не сум ја спомнал. Значи тоа е факт. Значи кога во интерес на граѓаните ние ќе се залагаме и легитимно е да се залагаме и со уцени начин, нормално. Кажи што ви е толку проблем тој закон за амнистија што мора дури со уцени да ви се закануваат за да го донесете? Повторно тие уцени се на ниво на предпоставки. Да. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има сериозен капацитет во делот на коалицијскиот капацитет и во оваа коалиција има голем број на политички партии и нормално е одредени политички партии да имаат различни видувања или барања за одредени теми и ние секогаш сме имале принципиелен став и сме велеле дека вредно е секој предлог кој што доаѓа од политичка партија, пред се ако се содржи во програма на политичка партија, предизборна програма, вредно е да се дискутира и да се донесе одлука доколку е во согласност со она што е потреба и реално за граѓаните. Така и овој пат во делот на законот велиме дека потребно е да има дополнително согласување со институциите и кога ќе влезе во собраниска процедура. А и кога ќе го имаме усогласување? институционално пред се. Институционално А по тој усогласување и кога ќе влезе во собраниска процедура и кога ќе го имаме предлог закон како предлог, нели согласно деловникот, предлог на влада, на Министерство за правда, ќе го дискутираме и ќе разговараме. Ние никогаш не сме бегале од одредени теми, не сме бегале од одредени работи и нормално е во една коалиција да се разговара и некогаш и да има несогласувања. Тоа не е само на ниво на коалиција, некогаш се случува и внатрепартиски, но на крајот од денот да се стават аргументите на маса, фактите и врз база на аргументирано анализирање на состојбите да се донесе вистинското решение. Меѓутоа не можете да кажете дека и на ниво на шпекулација министер за правда убедувате со месеци да ви подпише контраверзни според најголем дел од правниците Европската унија САД измени на кривичниот законник, се заканува со писмена оставка. Не ви ги подпишува, ви ги тера заменичката. Втор случај имате закон за амнистија, не му го поминувате на министерот ви се заканува повторно. Очигледно имате проблем со министерот за правда, имате проблем. Или со алијанса, не знам. Не реков шпекулации, реков предпоставки. Okay, и пак ќе повторам. Разговараме. Дали владата ви е стабилна? Ве плаши ова? Сега беше и таа реченица која што сав да ја кажам, владата е стабилна. Не ве плаши? Владачкото мнозинство е стабилно и не само сега и во минатото многу често кога доаѓале лажни информации и шпекулации од страна на опозицијата дека има ново парламентарно мнозинство, нашата изјава била дека владата е стабилна, дека ние имаме принципиелен став према сите наши коалициони партнери како дел од владата и со сите разговараме, дискутираме и добро е што сме на една заедничка агенда, тоа е проевропската агенда, секако наспроти она што е блок кој што е анти-ЕУ. Тоа е нашата водилка во владата и тоа е нешто што заеднички ќе го реализираме. А дека за останати теми, точки, политики разговараме, ќе разговараме, можеби некојаш нема да се согласуваме, но ќе носиме заеднички одлуки. И тоа е нашиот принципиелен став. Значи, да кажете не се плашите дека владата може да ви падне. Во изминатиот период, ако не се лажам, ако ги слушавме нашите опоненти, ако ги слушавме ВМРО, ДПМН, 10 пати требаше да има предвремени парламентарни избори, 10 пати требаше да има ново парламентарно мнозинство и тоа не се случи. Апсолутно, сето тоа што беше кажано од наша страна се испостави дека е вистина. Исто како несогласувањата. Ке ви цитирам подоцна една изјава за токму од господин Снопче за телевизија 24 од минатата недела, ама сакам Стојановска тука да ја вклучам во. Претпоставам сакате да реплицирате. Ама пред да реплицирате имам едно јас прашање. Деновиве од кога нели се случи кавгата? На два наврати има информации, односно на пресконференција пратеникот Антонио Милушевски, член на извршниот комитет, кажа дека вие, односно партијата, има докази за тоа за кое што го обвинува СДСМ-ду и Никола Груевски. Какви докази имате, господи Стојановски? Во моментов не можам да зборувам јас за тие докази. Се надевам дека кога партијата ќе процени, ќе излезе и со доказите. Мислам дека интервјуто за ФАЦЕТ за сега доволно. Во однос на делот кога колегата Каевски во првиот дел од емисијата се дрзна повторно да не нарече онака како што не е целосното име на партијата, добро е што на два пати се коригира, затоа што во спротивно слободно можам да се обратам како на колега на СДСБ. Дефокус не направи Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН со случајов. Дефокусот прв го избра да го направи, тоа по моје многу смислено,
Али Ахмети, вашиот коалиционен партнер, и тоа во време кога треба да се спласне темата за онкологија, кога не треба да се прашува за милионите на неговите членови најблиски на фамилијата и сега ајде ќе зборуваме, ќе ги расфрламе пердувите, па ете Заев, Груевски нека ги бркат. Во однос на тоа, кажавте, единствена партија сте биле по многу нешта, да ве подсетам дека сте единствена партија која што премиер на држава се избравте на партиски состанок во партиски штаб. Споменавте споредба со случајот на Данела Арсова, пак го споменавте случајот со рацете во медот, може би сте пропуштиле. Вчера Христијан Мицкоски доби не ослободителна, него го доби судскиот спор затоа што тужеше за клевета, токму за случајот рацете во медот. И ако сакате да направиме паралела еве со актуелниве случувања со претходниот председател на ВМРО ДПМН и актуелната градоначалничка на Скопје, јас пак ќе го кажам мојот став. Фактите говорат дека едниот бил председател на партијата деценија и пол, дека вторава сме ја поддржале на последните локални избори, тоа е факт, но за мене е многу почесно во оној момент кога ќе имате доказ за нешто или кога ќе процените дека кандидатот што сте го поддржале не настапува согласно програма, согласно предизборен договор, многу е почесно да расчистите со тој и јавно да го кажете. За мене е тоа многу почесно, отколку да премолчувате нешта кои вам не ви се допаѓаат, затоа што бил дел на ваша партија, сте го поддржали и така натаму. Мислам дека по многу нешта ВМРО ДПМН, ова ВМРО ДПМН одстапува од предходните клише или од она што на народот сака да му се пласира дека сите се исти, па би сакала да најавам дека и можеби ова ќе биде прв случај кога пратеничка група на ВМРО ДПМН бројчано настапила во еден мандат со еден број на пратеници и со истиот број на пратеници да го заврши мандатот. Кога и да се случи крајот на овој мандат и по однос на тоа дека ние сме биле опција за блокада, јас сметам напротив дека сме опција за национален спас, колега Каевски, за разлика од вашата партија која што морам да констатирам дека национално ве исплакна или дозволивте да бидете исплакнати и дека сте ултра или супер корумпирана партија. И дека од почеток на преговори за членство во Европска Унија, единствен услов, може би според вас тоа најмногу ви одговара дека е да се случи промена на устав. Единствен услов и најбитен услов е во оваа држава да прекинат корупцијата и криминалот. Вие и да успеете, а нема да успеете во уставни измени под бугарски диктат, вие ќе наидете на втората сопка, прво уцените дополнителни од Бугарија и второ тоа што абер немате да спречите корупција и криминал. И споменавте дека со коалиционите партнери особено внимавате кога нешто имале во предизборни програми, па вие во предизборна програма ветување ви беше една изборна единица. Сите коалициони партнери помали ги излажавте и се уште ги веслате и еве како што каже и колегата Халил Снопче, тие биле посматрачи. Јас жалам што сте дел од актуелна власт, а се однесувате како посматрачи. Па можеби така и го посматравте случајот кога можеби за мене, според мене, субјективно, еден од најквалитетните пратеници што Алијанса ги имала нашиот колега Сурија Рашиди, некако премолчивте зошто Сурија Рашиди е разрешен од директор на МЕПСО. Жалам што сте посматрачи. Вие многу повешто се снаоѓавте како пратеник на опозиција, бевте еден од најактивните, како пратеник на власта, еве самиот кажавте дека сте посматрач, а пак вечерва во првиот дел на емисијата мене ми изоличивте како да говори еден независен пратеник. Ете, тоа се тие, како да кажам, јас сум цело време пратеничка на опозиција, но убаво ми звучеше ова што колегата Халил Снопче го говореше, но треба да се задржат тие ставови, бидејќи тоа има сега можност, 7 месеци е власт. Така, знам. Морам мала реплика кратко, бидејќи се опфатија неколку сегменти. Добра, реплика па реклами. Или одиме на реклами па потоа реплика. Една кратка, мислам дека кратко ќе бидам, бидејќи два сегменти се опфатија. Прво, во делот на градоначалничката на град Скопје, ова што говоревте ќе беше така ако се скаравте за тоа што не набави нови 200 и не знам колку автобуси.
не се скаравте кога не ги пушташе улиците Јесенинова и Васко Карангелевски, кои што беа преку 90% реализирани. Не се скаравте кога го укина Бас Рапид превозот во Скопје. Не се скаравте кога нема ни еден проект, туку се скаравте кога требаше да се спроведе тендер од 170 милиони. И сега јас ве сослушав. Истиот се спроведе. Јас ве сослушав, тоа значи дека ќе имавте легитимитет ова да го зборите ако се скаравте кога не се реализираа проекти, туку се скаравте за реализација, односно кој ќе ги прцне повеќе рацете во медот за тие 170 милиони евра кои патем беа обезбедени од претходното раководство на град Скопје. Во делот на изолација и блокада, велите како изолација, па вие не нудите апсолутно ништо. Прво ќе кажам дека апсолутно како партија немавте ниту една суштинска забелешка за амандманите на текстот на амандманите кои што се поднесени во собрание. Немате ниту за уставните измени. Немате ниту една забелешка, ниту еден аргумент за сето она. Ако направиме да очекуваш забелешка или амандман. Мислам дека треба да бидеме парламентарни и принципиелни и да се сослушаме, јас ве сослушав. Голем број на лаги и дезинформации ги изнесовте, прво пред една година, кога лажевте дека ќе се бугаризираме и асимилираме, кога лажевте дека јазикот нема да постои, па сега имате некоја нова теза бугарски диктати, од кога сега и тоа ви падна, веќе немате што да кажете, па сега не е време и повторно ги испревртувате разни теми, само да не дојдеме до главната суштина, а главната суштина е тоа дека немате ниту еден, апсолутно ниту еден аргумент против текстот на уставните измени и против она што се случува. Единствениот аргумент кој што го имате, односно она што сакате да го направите, е блокада, изолација, економска неизвестност, повторно се вратиме во некои мрачни сценарии и мрачни мината, кои што не не носат добро на граѓаните. Снопча? Добро, сега ја ќе реплицирам во делот што Дафина мислам дека го бени за тоа ме излегано кога реков посматрачи заради спектакол што се случува. Меѓутоа Дафино, знаете, посматрачи сме за негативните појави што се случуваат во држава. Ама ние бевме борци против негативните Уште појави, јас сум горд како член на Алијанса што сум посматрач на овие негативни работи, што автоматски имплицира дека Алијанса на албанците не учествувала и не учествува во сите тие рашомонијади, во сите тие скандали, коруптивни афери и така натаму и така натаму. Ние сме горди што сме посматрачи во тој дел. Пази. Види, Давина Стојановска мисли дека грешките во политиката се ортографија. Значи се правописни грешки кои можат да се поправат само со молив или да го речеме со компјутер спелинг чекинг. Не, грешките во политиката може да се поправат ако истите не се повторуваат. Сега, грешки во политиката има ВМРО полно од кои што не се дистанцирала никогаш. Не се дистанцирало. Не сме слушале никогаш ВМРО ДПМН да се дистанцира од политиките на Груевски за кои што денеска спомнав. Не сакам да го спомнам него. Меѓутоа тој беше лидер. Види, Давина, ти живееш во Гостивар. Ако сме, види, ти си гостиварчанка. Не, уживаше да го споменуваш. Ако си толку искрена ти, како гостиварчанка, ќе излезеше ВМРО ДПМН со една реакција како кога една гостиварска мајка со нејзиното малолетно дете во Србија српската држава ја изрази како персона нон грата затоа што нејзиното дете имаше мајчка со албанско знаме. Пазете. Значи никој во државата, ни ВМРО, ни СДСМ не излезе со едно соопштение да не речеме дипломатска нота да испрати министер за внатрешни работи или некој друг. Види, ова личи во физиката постои еден закон што не споменувам. Кого јас да бранам за албанско знаме, дали си при здрава свест? Не. Каков случај споменуваш ти? Ви малите деца со аргентинско знаме одат, со албанско знаме. Ама која сум јас тука да реагирам? Персона нон грата Србија. Која сум јас тука да реагирам? Дали си се слушаш што зборувам? За каков па албанско знаме не е моје национално знаме. Два пати реагираш фрустрирачки, Дафино, извини, дозволи ми да се изразам. Па како така ми спомнуваш? Во физиката постои закон за интерференција на светлото, знаеш што значи тој закон? Темница и темница дава светлина. И овие мислат, неправда ќе дава правдина. Па не дава правдина, неправда и неправда. Не можеме така. Да се дистанцираме од минатото, да ги признаеме грешките, тек после тоа може да збориме за добри чекори. Значи, пазете, значи има една, како се вели на македонски јазик, бесна, не фабула, значи таткото за секој лошо дело на синот ставал по една шајка на даска, заковал по една шајка, и кога се исполниле шајките, синот почнал да прави добри дела, ваѓајќи ги шајките. И успел за некое време да ги извади сите шајки и гордо ја излегол пред татко ми и рекол: "Тато, види, јас сум станал добар." Значи, пошто ги извади сите шајки. И татко одговорил: "Да, ама кој ги покрие дупки бе?"
сега, ние сме посматрачи, затоа што не можеме да ги покриеме тие дупки. вие Ние се не можеме нафативте, сега ја се за 6 извинувам, месеци Калил, не. да ги покриеме сите таа песна ми е дупки што се позната. направени од времето За на 6 ВМРО, месеци- што се правени од времето на Заев и СДСМ и други. Не може да се Па покријат. зошто се нафативте Ние се тогаш? нафативме, Зошто пошто се има нафативте? приоритети. Сега ќе се правдате Пошто дека не оваа ви стига држава време? има приоритет. Кој е приоритетот? Види, историјата е немилосредна, Дафина. Да. Историјата во една блиска или далечна иднина Па ќе ние не за суди. историјата се бориме, колега Фадил, за таа ќе што се вас бориме. не ве интересира. Не, ја мислам дека па тоа е. вие се занимавате само со сегашната. Не. Сегашноста. Минатото е прашање во бугарскиот за договор. перспектива. Не. Вие се занимавате Грешка со си, ризични колега оризонти Фадил. што се Не. проектираат од другите држави, кои што се ризични, кои што не мислат добро на Македонија. Види, сите овие го стеснуваат семантичкото грло на сите тие што се за уставни промени. Значи, јас слободно се изразувам. Меѓутоа голем дел на македонците се плашат да се изразат дека се за уставни промени. Пазете. Значи ние сме дојшли до тоа дереđe со таа антипропаганда што мислам дека центрите ги имаат на гранични држави. 85% од македонците се против уставни И да измени, се за против. каков стар Тие што се за, им се стеснува семантичкото грло. 20% да се за. Им е тешко поради жестокиот напад што се случува кон тие. Правиме Значи, ние пауза. сме... Нема апсолутно никаков напад. Пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот во 24 анализа. Дарко Каевски, СДСМ, Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН, се извинувам, Хајл Снопче, Алијанса за албанците. Господине Каевски, дали преговарате, ајде да не го употребам глаголот, се пазарите за амнистија за 27 април? Апсолутно ви кажав и на воведот во емисијата дека ниту има пазарење, ниту има преговарање за прекршители на кривични дела, кои што има одлуки, кои што одлежуваат затвор, како што кажав и претходно. Уставните измени кажавме дека се важен приоритет и дека ќе се базираат врз основа на комуникација со колеги пратеници од опозицијата, затоа што кажавме дека постојат дел од пратеници и дел од структурите дел од структурите на ВМРО ДПМН кои што се против изолацијата која што ја протажира актуелното раководство на ВМРО ДПМН. Кои се тие структури? Кои се тие пратеници? Постојат пратеници. Структури во Будимпешта или во Македонија? Гледате, повторно идете на ниво на предпоставки од каде и што доаѓаат и како доаѓаат, но самиот факт дека лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски бараше нотарски изјави кои што ги поднесуваа пратениците, иако нема формално правна важност, ги поднесе кон раководството и кон Христијан Мицковски, укажува дека он како лидер нема доверба во сите пратеници и он како лидер има пратеници кои што имаат различно мислење. Факт е дека голем е и притисокот од страна на Мицковски, факт е дека голем е и притисокот од раководството, но нашата идеја е во периодот што следи да разговараме со колеги пратеници кои што доаѓаат од опозицијата врз основа на факти и аргументи, врз основа на желбата каде сакаме да ја видиме државата, дали да се врати назад или да продолжи напред, и со оглед на нашите цврсти факти и аргументи кои што де факто од другата страна не постојат како аргументи, да дојдеме до онаа потребна бројка од 80 пратеници, затоа што е важно за европскиот пат. И сега вака вие доека си раскажувате, и велите дека не се пазарите, односно не преговарате за осудени и така натаму. Не, дозволете. Се случуваат измени на кривичен законник со кои што паѓаат пред истраги, се одложуваат предмети, застаруваат дела за засторничко здружување, токму за Никола Груевски од сите други обвинети во Титаник, застарува засторничко здружување на Никола Груевски. Таргет тврдина за масовното преслушување, на кое што нели беше главната тема на СДСМ во 2016 и така натаму, се одложи минатата оваа недела пред неколку дена затоа што треба да се прочистува обвинението, треба да се работи по новите измени на кривичниот законник. Тоа е, господине Каевски, амнестија, тивка, задкулисна, каква сакате, така ја квалификуваат и суди, и обвинители, и правници. Дали, доколку добиете гаранции дека ВМРО ДПМН ќе ви го гласа уставот, ќе амнестирате за 27 април и организатори и осуденици? Ајде прво едно по едно. Прво, ние ниту раскажуваме, ниту прераскажуваме, ние го кажуваме она што е
реално, што е базирано врз основа на факти и аргументи. И Законите нема да се демантираат. навратам, ве сослушав, нема да се навратам наназад, кога многу пати кажувавме за одредени работи дека ќе се случат, на крајот испадна дека се случи онака како што ние ги кажувавме, не како што ги кажуваше опозицијата. Така испадна. И во делот и на предвремените избори, во делот и на мнозинствата нови, и во делот и на бугаризација, асимилација, бегалски кампови. Ама не кажете дека застаруваат и- дела на СЈ, Во делот на промената на кривичниот закон. Кажавме дека у согласување со европска регулатива, таму има промена на преку 40 точки, 40 члена од кривичниот закон кои што се усогласување со европската регулатива. Имаше реакција од јавноста во делот на членот 353. Имаше реакција од Дополнително Европската тоа унија. утврдува на проширена конфискација. Европската унија ве демантираше. Дополнително утврдува и за подобра, поголема, зголемена ефективност и ефикасност на судиите. Чуму стои Висок ризик од корупција велат од Европска унија. ако имате стотина предмети и ако за тоа одговара еден или ниту еден, тоа значи дека потребни се суштински промени во членови од кривичниот закон. И во делот на искреноста, бидејќи се отвори темата и на почетокот за како опозицијата учествувала и не учествувала или дали направила кворум или не направила кворум, колегата Халил Снопче кажа дека со 48 гласа за и 36 против помина овие промени на кривичниот законник. И ако видите дека имаше и пратеници кои што доаѓаат од владеачкото мнозинство, ако не се лажам беа 4 или 5 кои што гласаа против, тоа значи дека од опозицијата само 30 или 31 од цела опозиција гласале. За искреноста, за да бидеме искрени пред јавноста и чести до крај, да кажеме дека некаде околу 15-тина пратеници од опозицијата, збора македонската опозиција Левица и ВМРО ДПМН, не гласале, со оглед дека ако се толку искрени дека има сериозни проблеми во делот на промената на кривичниот законник, можеле тие 15 да учествуваат или не требало 15, требало помалку од 15 да учествуваат, да гласаат против и да не поминат овие, односно точно 12. Така да, во тој дел на искреноста. Во делот на преговарањата. Социјалдемократскиот сојуз ниту преговара, ниту ќе за 27 април за устав ке амнестирате 27 април. Конкретно. Јас мислам дека ви одговори веќе на прашањето. Начинот на кој што ќе се потрудиме да обезбедиме 80 пратеника е начинот врз основа на факти и аргументи. Господина Каевски, Фактите и аргументите беше пред 3 години. Фактите и аргументите покажуваат дека опозицијата нема ниту еден суштински аргумент против текстот на уставните измени. Измислуваа се и се што. Фабрикуваа вести, лажеа, имаа шпекулации и на крајот на денот видовме дека сето тоа пропадна во вода. Значи нема да се пазарите за 20. Со оглед само уште една реченица. Со оглед треба и тие да кажат малку повеќе од реченица. И на новите позитивни сигнали кои што доаѓаат и од Франција и од Германија, во делот и на начинот на функционирањето и во делот и на ветото и во делот на носењето на одлуките дека нема да бидат со консензус, туку со одредено мнозинство, покажува и укажува дека нема да има нови барања како што вика ВМРО ДПМН од страна на Бугарија, тоа го каже официјална Софија дека шпекулација дека ќе има нови барања. Единствено нешто што треба да го направиме со уставните измени и да гласаме за Европа во македонското собрание. Нема да се пазарите за 27? Јас ви кажав и ви одговори веќе на прашањето. Стојановска, дали ќе дајате гаранции дека дали ќе гласате за устав ако дадат амнестија комплетна на 27? Под ниеден услов нема да гласаме за овие уставни измени под бугарски диктат. Зошто не е случајна бугаризација? Затоа што не сме гласале за уставни измени. Ако нема дополнителни барања од бугарите, после уставните измени, тогаш зошто уставните измени не се случат како ние што предлагаме на денот кога ќе се потпише ратификацијата за отпочнување на преговорите? Зошто? Во однос на кривичниот законник не слушаат, тие не добија критика од канцеларијата на ЕУ во Скопје. Добија критика од портпаролката на претседателската на Европската унија. ЕУ усогласување, да ви споменам, кажува Каевски колку 40 усогласувања. Знаете какви усогласувања имаше? Прво заменик министерката е потпишана, не е министерот. Знаете какви усогласувања имаше? Таа тука не излезе, ќе се усогласува за сообраќајни прекршоци, ќе се усогласува за спречување опасност од загадување од бродови. Ви се молам, од кои бродови? Од Галине, ондека и ГТЦ што се?
Па на мало дете ова да му го понудевте. И после кажува кој гласал, колку гласал. Левица и ВМРО ДПМН заедно имаат 44 гласа. Тие гласаа за 46. Тие гласаа за 48. Не е тука суштината. Суштината е што го подметна овој закон. Што на денот на таа седница го подметна, седницата требаше да почне, тие тогаш го додадоа на дневен ред. Ние не бевме подготвени за вакво ниско подметнување. Ниско, ова не е подмолно тивко. Ова беше експресно подметнување на вакви измени. И да, може би тука се опфатени дел од бивши ВМРО-вци, но прашањето е што во иднина овие сега што направија огромни проневери, злоупотреби на јавни набавки и слично, тие нема да одговараат со овие измени. А зашто не А поднесовте застарувањето амандмана? зашто се намали? Амандмани ни за уставни измени, ни за овој закон нема да поднесеме. Затоа што е кукавички поднесен, затоа што немавме време Ниту филим да го бастери, разгледаме, ниту ниту време зборевте, известа. ниту Зборувавме, учествувавте. само пратеници на ВМРО ДПМН Тројца, зборуваа. Господјо Стојановска, јас сум 22 години во собрание и многу добро знам кога некој, пратеничка група, особено ВМРО ДПМН во минатото, сака да блокира закон, Со дека вувузели прави. свира. Значи, од тенџерињата од времето на Силвана Бунева и 2005-2006 до вувузелите сега... Да, но исто така сигурно сте информирани премолчавте дека законот и вие и тие. Не е премолчан. Само пратеници на ВМРО ДПМН имаат зборувано против законот. Проверете ги листите и на комисија за европски прашања и на пленарна седница. Ве молам. И плюс после филџан акцијата на Арбер Адеми како председател на комисија за европски прашања, веќе на таа комисија не се дозволува процедурално да земат забелешки останати пратеници. Тоа е терор врз пратениците што се случува од страна на владеачкото мнозинство. Не се дозволува процедурално да реагирате. Кога ние да подготвиме илјадници амандмани, кога тие во самиот тек на седницата ни го подметна овој закон. Ако имаше трошка договор за ова, немаше вака да го подметнуваат. Немаше вака да злоупотребуваат усогласувања со европско законодавство за заштита од загадување од бродови. Ви се молам. Вин и за Ви се ВМРО молам. ДПМН и за СДС. Само една И реченица, за многу не се кратка. согласувам, Прво не се сакам да ја согласувам. поздравам изјавата дека немало бугаризација, асимилација и Затоа што не се случајни уставни измени. Не Немој сме воза, само немој да да- манипулираш. Не, само да- Затоа што не Ќе се ви- случајни Добро, уставни ајде, измени. Може сега да го кажам јас. Немој да манипулираш. Не манипулирам, само да опасен кажам си и во ќе тоа. ве- и ќе ве Опасен цитирам, си и во ќе ве тоа. цитирам. Бугаризација не е случајна затоа што не се Ете случајни тоа. уставни измени. Бугаризација, А вие асимилација- прифаќате да бидеме македонци од Ова кога се 1945 година. спомнува, одма ги фаќа Не, нервоза цела купуваш пратеничка на група. време. Може само Во јас да одговорам. емисијава најмногу ти Ама вие- зборуваш. Добро, може да. Во емисијава најмногу Ма ти тука има зборуваш. Не. водител на емисијата кој Има, што ќе ќе видиме каже утре и кој како. колку Добро. минутажа има. Драго ми е што потврдивте дека не се случила бугаризација. Не се случила бугаризација Остете ме затоа да што не кажам. се случајни Ама- бугарски ама ве измени. молам, без Докажи ја нервоза комплет Ќе ја реченицата. докажам, а вие Немој не да бидеш ставате. подмукол како Ама што не, си. Не. Тоа кој како Нема е, да ти тоа вие нема да дозволам. Не, нема да кажувате апсолутно кој нема како. да ти дозволам. Еве јас пак ќе ја кажам реченицата. Драго ми е што кажавте дека не постоела бугаризација, Затоа што асимилација. не се случајни А бугарски ќе ве измени. цитирам пред година дена, повеќе од година дена, во Македонското собрание, вие колешке излеговте на говорницата и кажавте со гласањето на овие заклучоци во собранието ќе има бугаризација, асимилација и денеска после една година се демонтирате сама себе и тоа е Воопшто не добро се и за демонтирам. поздравување. Јас тоа го Тоа тврдам. ние го кажуваме цело време, колешка. Вие цело време кажувате тешки изјави, особено допирате до чувствата на граѓаните, и потоа кој да ништо не било. Вие ваши се зборовите, не само ваши, на сите Да, затоа колеги. што јас ги почитувам моите предци, Во мојот јули- дедо кој што лежал во затвор во јули заради бугарскиот фашистички окупатор. Ете 2022 заради тоа. година во јули ваши беа зборовите дека ќе има по гласањето на заклучоците во собранието ќе има бугаризација, асимилација. Денеска, година и 3 месеци подоцна, велите нема бугаризација, учебници, асимилација. кажете, за да не се сменат измените под бугарски диктат во Гледате, учебниците? сега може да отидеме на па други сега. теми, Сакате но да драго се ми е што правите не многу потврдивте. паметен. Гледате, Во не се 21 правиме век ние. држава да ги остави учениците без учебници не е затоа што нема пари Ајде, докажете или се, тендер, па ја. туку затоа што треба да ги направите Случај, измените кои Не, што сте само ги на ветиле кратко, кон една Бугарија. реченица. Кажете ја Не, вистината. само една Дали реченица и- толку Цела има емисија сте со една реченица. амнестија за 27 април? Нели знаеме 27 април и сето тоа што значеше за Зијадин села. Од двај го преживеа, најкрваво беше притепан.
Алијанса за албанците и натаму ќе остане во влада? Вие спомнавте преска дека Имавте изјава? Имавме изјава баш за вашата телевизија, беше кратка изјавата. Мојата изјава беше ако има амнестија за 27 април, нема влада. Значи зошто нема влада? Значи Алијанса за албанци нема да биде дел од таа влада. Влада ќе има сигурно, меѓутоа со други фактори, со други чинители. Значи за 27 април нема амнестија во никој случај. Значи Алијанса за албанците нема да дозволи такво, нема да прифати такво нешто. И ако евентуално тоа поминува, Алијанса за албанците нема да биде дел од влада. Значи тоа ќе кажам и тоа стојам на тој став. Што значи друго во таа насока немам што да кажам. Значи да, имавте прашање? Го гледав оваа недела, имаше многу интервјуа, некои се повторуваа, некои на нови, и го гледав за еден селен интервју, односно гледав дел од интервјуто. Тој вели, ако веќе правиме амнестија, дај да направиме општа амнестија. Да, all in. Монструм и диво населје. Па all in, Дали значи. тоа ќе ви биде вашиот џокер на маса? Па џокер, значи фактички ако правиме амнестија цел, значи ние сме правиле многу амнестии, значи ако одлучуваме all in, ајде да направиме се под услов да ги почнеме тие преговори, што е наша перспектива, тоа велам, значи фактички во тоа друга работа сега. Значи ако влезат сите, значи ние сметаме дека поголемиот дел од тие процеси се монтирани политички процеси. Во тие монтирани политички процеси се учесници знаеме кои се, да не ги спомнам што е на шимињата. Значи тоа е фактички ако сакаме ние да ги отвориме хоризонтите на перспективите, значи да отвориме да одиме по патот на хоризонтот што ни нуди развој, што ни нуди перспектива, во тој случај да почнеме одново. Ако правиме таков експеримент. Тоа е друга работа. Во спротивно, види, како? Затворите училишта да ги направиме. Како мислите? Ако правиме таква сеопшта амнестија, затворите училишта да станат. Види се. Или таму ќе бидат само овие со кебапите што значи, ќе украдат. Види, вие зборувате со if. Значи ако. Да. Значи тоа е ипотетичко, што скоро неверојатно, меѓутоа ако одиме со if, тоа е друга, значи тоа е алгоритам, значи ако го вметнеме алгоритмот на тој начин. Ние треба да бидеме внимателни. Пазете, значи фактички ние сме дол од власта да дадеме придонес да ги отпочнеме тие преговори. Преговори за членство во Европска унија. Јас и во собрание кажав, отпочнувањето на преговори за членство во Европска унија со изгласување на уставните промени се логичка конјукција. Не одат едни без други. Значи не одат, синоними се. Сега знаеме дека тоа зависи од ВМРО ДПМН, од опозиционата партија, пошто тие ги имаат бројките. ВМРО ДПМН кажува секогаш дека немаат ништо против Европската унија, меѓутоа ја искрено, сега не сакам да отворам дебата, не сум слушал некој логички аргумент како ги отпочнеме тие преговори ако не се изгласат уставните промени. Хајде ВМРО ќе дојде на власт следната година, значи која е солуцијата? Ја не сум слушал таков аргумент. Дури ВМРО оди ја користи таа дисјунктивна логика. Значи која е дисјунктивната логика? Или изгласувањето на уставните промени ќе го загрози македонскиот национален идентитет, или пак блокирањето на тие уставни промени ќе го брани македонскиот национален идентитет. Јас мислам и тука тие може да одат заедно. Зошто? Затоа што ние свесно или несвесно ја тераме водата во воденицата на Бугарија. Знаете зошто? Тоа е логички заклучок. Повторно, јас користам логика нон-стоп. По професор сум математичар. Тоа е логички силогизам. Уште еднаш, ако не ги отпочнеме преговори, ако не ги изгласиме уставните промени, нема отпочнување на преговори. Еден исказ, втори исказ. Ако нема отпочнување на преговори, немаме европска перспектива. Втори исказ. Што се заклучува? Значи ние ќе стагнираме, правниот систем нема да функционира, корупцијата ќе расне, скандалите ќе продолжат, економски ќе стагнираме се уште и миграцијата ќе биде уште поголема. Значи ако сега не знам колку имаат бугарски пасоши, албанците ќе почнат да земат бугарски пасоши. Ќе нема во држава кој да земе пасош бе, луѓе. Вели сме свесни. Значи тоа е перспектива, затоа велам, во спротивно, ако одиме по оваа логика, ќе се отворат некои темни оризонти кон кои никој нема да се тежне. Јас затоа велам да одиме во оризонтот на перспективата, што нуди усовршување, што нуди просперитет, перспектива. Значи не ја користиме оваа шанса. Ја прашувам лично. Ја не знам кој е решението. Ја не знам кој е решението. Значи затоа реков ова кој логичка конјукција. Значи секоја чест, не сакам, значи ја имам голема почит кон сите македонци, пошто јас сум албанец, може ми ќе ми речат ти си албанец, не ти е грижа. Меѓутоа, дај да размислиме трезвено. Значи да не живееме во сегашноста. Значи ако живееме само во сегашноста, не можеме да проектираме, да направиме проект за еднината. Без проект за еднината, значи види да бидеме јасни во конфузијата, ние сме конфузни. Меѓутоа да дојдеме во тоа точка
Значи, кои се чекорите, плановите, идеите, алатките што ги користиме? Било да блокираме, значи кои се последиците, било да ги поддржиме. 30. Дали сме јасни во конфузијата? Многу Што е вкусно од формирано? 30 по 20 по 30. Што не спречува нас, паралелно додека еве кажува Каевски че не убедувал тој, убедувајќи ги условно ВМРО-вците, ги губи од коалицијата гласачите, видовме за дневниот ред како се произнесува за гласањето точка за уставни измени. Што нас не спречува во овој период, вакуум простор кој што трае, во меѓувреме да работиме на усовршување на правниот систем, на профункционирање на правната држава, што не спречува економски да просперираме, што не спречува да нема кражби во Бехтел, што не спречува? Тоа се паралелни процеси кои што апсолутно немаат врска со уставни измени. Овде паралелно се случува додека народот го обседнуваат на оваа тема, народот го плячка, пензионерите се на улица и прости Халил. Те молам, но за мене е сосема непристоен предлог на исти кантар да се стават луѓето од 27 април и овие од Монструм и Диво населје. Прости, јас и на мојот говор кога го поднесовме предлогот за закон за амнестија на овие луѓе, се сеќаваш кога го кажав тоа, го погледнав Зијадин села. Фала на Господ што немаше ниту една жртва. Виновниците за тој настан, размисли сега на која страна се. Ние имавме поднесено предлог закон на амнестија. Овие луѓе и нивното политички монтиран случај. 6 години се во затвор, ваму ни велат пренатрупани се затворите. Не е ли доволна казна 6 години неоправдано осудени? Да ми ги споредувате со вистински терористи кои што убиле припадници на македонската полиција, двајца наши сограѓани. Те молам, тоа нема да го дозволам. Знаеш зашто ова ме испровоцира? Затоа што во истиот момент еднаш кажа нема шанси да гласаш за амнестија на луѓето од 27 април, а кога ти се спомена овој непристоен предлог, мислам дека стана во дилема. Немам дилема. Овде за пазар не сакам да зборувам. Луѓето од 27 април не смеат да се споредат со терористите од Монструм и Диво населје. Монструм, Диво населје е местенки во држава, монтирани политички убиени луѓе, баш од тие што сега се од полиција. Баш со тие. Па тие се сега со вас. Па монтиран процес со вас се сега тие, ќе посматраш или ќе реагираш? Тие знаеме. Ќе посматраш или ќе реагираш? Не, тоа е твое мислење, твоја. Може ли за на крај една реченица, ќе го довршите на двор? Монтирани поради 27 април е монтиран со тенденција. Добро, значи ќе во сите процеси монтиран од ваша страна. Значи луѓе се во затвор. Кажи ми на крај. Тоа е, значи сите монтирани процеси, ако одиме да се амнестира сите монтирани процеси. Але само те молам. Една реченица Каевски да Значи ти завршам. мислиш така, ја мислам Потребно другачи. се наоѓаме во исклучителен важен период за државата. Ве молам да завршиме. Се наоѓаме во исклучителен важен период за државата. Потребно е национално единство по сите основи. Потребно е пред граѓаните да покажеме дека за важни теми, важни работи, важни одлуки за перспектива и за иднина можеме заеднички да седнеме и да донесеме одлука. Верувам во тој дух и во таа насока периодот што следи заеднички, ќе ги надминеме сите тие дневни политиканства, ќе седнеме заеднички, ќе донесеме одлука, глас за Европа. За широка влада? Глас за Европа во Македонско собрание. Ние и пред да влезете во постапка ги повикавме ВМРО ДПМН да бидат дел од владата и понудивме и пет министерски места и премиерското место и понудивме и кога почна да се формира околу делот на преговарачката рамка ВМРО ДПМН преку пресконференција одби. Добро, еве почна, заврши, секоја чест, вие сте многу европски, вие сега нудите се, затоа што сте ставени во тесно, не ни нудевте ваква соработка кога ве предупредувавме дека прифаќате класична уцена. Нудиме секогаш кога се работи за интересите за државата и интересите на граѓаните. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Ви благодарам за вниманието.